Со над 90% чистење на загадената земја од тешки метали, сојата се покажа како едно од најефективните природни средства. Ова денеска го тврдат експертите од Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Се базираат на досегашните реализирани проекти со колегите од Кина. Постојат сорти на соја кои што имаат изворедно голем биоакумулирачки фактор, значи способност да ги истрпуваат тешките метали, и кога кажеме тешки метали, тука станува збор за редица од поголем број на метали, но ние конкретно испитувавме за кадмиумот, за оловото, значи останува простор натаму да се истражуваат нови сорти, да се истражуваат и можноста за ремедиација на нови тешки метали, на други тешки метали кои што не се истражени во овие досегашни проекти. Вакви и слични информации денеска се слушнаа на билатералната работна средба помеѓу експертите од Кинескиот универзитет за хемиски технологии Шен Јанг и домакините Земјоделскиот факултет од Штипскиот УГД. Посебно значи нашата добра соработка од аспект на развој на инженерство, на животна средина. И јас се надевам дека нашата соработка ќе продолжи. Таа започна во 2016 година. 学术交流、学生的交换等等。去年呢，我们 До сега се објавени над 10 меѓународни научни публикации со значаен фактор на влијание, повеќе од 15 презентации на научно-истражувачки конференции и симпозиуми, и секако понатаму во тој аспект на развивање на научно-истражувачката дејност, јас се надевам дека оваа соработка ќе продолжи. Финансиска подршка за целосна реализација на спомнатите проекти доаѓа и од Министерството за образование и наука. Овој проект е еден од 13-тите проекти што се финансираат за 2018-2019 година. Ова е 5-ти проектен циклус и во овој двогодишен период ќе се финансираат 13 заедничко-македонско-кинески научни проекти. Денешната работна средба е втора. Следната е закажана за пред крајот на оваа година.